Значи присуствувате на първата аудиција Калинка 2023. Може да ви кажем дека воопшто не сме изненадани од одзивот. До сега се пријавени повеќе од 70 деца. Иначе аудицијата е во тек. Музикалноста е прекрасна. Значи гевгелијските деца и децата од околината, од општина Гевгелија се прекрасно музикални и многу бевме изненадени пријатно што пеја песни од Калинка, од да не кажем од 93-та, 94-та, Мамо кажи кога, Црвенка пче, Снежана и други песни. Супер. Слушайте ме. 3, 4. Добро. 3, 4. Одлично. 3, 4. Браво. Супер. Слушай, Драгана. 3, 4. На аудицијата беа пријавени доста учесници, талентирани ученици. Нашата цел е овој фестивал, бидејќи претходните години беше во умирување, да го возобновиме и пак да си го добие оној сјај кој го си го имаше од претходните години. Се надевам дека ќе успееме во овој наш проект. Како тебе обоше, нема друго слично. Let it go. Брза помош барам, ало, амбуланта, лекар да се прати, тоа книжка нема, батато ке плати, куклето ми фана, Го спукна, ножето го скрши, леле, главата му пукна. 4 годишни времења има, пролет, лето, есен, зима. Секое годишно време на гости по 3 месеца прима. Октомври, ноември и декември, да има овој бели свет, убаво девојче од маќето. Не кревај магли, силни јадови, својот пат запропан, се уште го знам. Ако сгрешам, нека
Браво, браво. To ne se случило. За той ден ке ме сакаш и прогонуваш. Ти и аз, тако нешто не се случило. Каква си и што си, сигурно не сакам да знам. Продължи да става. Много песни сум отпеала, а баш сите мои стихови, сите биле љубовни, полни со депресија и тага и една лага голема. Тогаш нека чујат сите што Добър наставник, браво! Браво. Со кој бе? Ти имаш бетвана со двојки. Браво, браво. Супер. Супер. Слободни сте. Колко сърце ми крадеш, а никако не се предадеш. Ти си моя шумата, Душата. Дивна музика. Цело сърце слагаме на нива. Aria come noce meraviglia scivolare da vita mia. Aria respirami silenzio, non mi mira come non. Добро, ексцеленциjo. Сите горе тој ги бели, нигде нема темен дел. Сакам кога снегот снежи, кога пласта покриве. Скокари па плаче, зашто веќе утрата нема што да јаде. Тува има ветренце, нема што да јаде. Цела зима студена, за храна јас ке страдам. Хајде, Марина. Хајде која песен ќе ме пееш? Месец. Ајде. 4 годишни времења има, пролетното, есен, зима. Секој годишно време на гости по 3 месеца прима. На иста дата подароци примаме, гости многу сакаме, пак не живим праќаме. Другарки сме ние две, заедно се дружиме, сега сложно одиме, вез ден другаруваме. Како член на комисија за организирање на аудиција за избор на солисти и членови на хор за престојната Калинка 2023, како и останатите членови, пријатно сме изненадени
затоа што навистина имавме многу голем одзив, особено што дечињата навистина се многу талентирани. Во оваа пригода сакам да истакнам дека точно е тоа дека Калинка му беше потребна на градот и чувствувам обврска да се заблагодарам во името на организаторот, да се заблагодарам уште еднаш на градоначалникот на општина Гевгелија, господинот Андон Сарамандов, како и вработените во општина Гевгелија за моралната и материјалната поддршка. На аудицијата беа пополнети околу 160 апликации од девојчиња и момчиња, повеќе девојчиња, помалку момчиња, од Гевгелија, Валандово, Богданци, Струмица, Неготино и од Радовиш, а имаме исто така најава од други градови од Македонија, а и од Скопје. Сакам да се заблагодарам на родителите, на мајките, татковците, на бабите, дедовците што ги донесоа децата на аудиција за нивното трпение. И исто така сакам да се заблагодарам на сите поддржувачи на Калинка, на основните училишта од Гевгелија, Владо Кантарџиев и Крстен Мисирков, на градинките и Центарот Мајка Тереза. Со сето ова што се случува, значи, докажуваме дека Калинка и беше потребна на Гевгелија и се надевам дека ќе биде уште многу години потребна, затоа што во Гевгелија навистина има талентирани деца и не само за пеење, туку и за спорт, спортски активности, за глума и други активности кои ги има и други манифестации кои се одржуваат во Гевгелија. Искрено се радувам дека Калинка ќе продолжи со афирмација и промоција на македонската детска песна, дека ќе биде мост за создавање на нови пријателства и нови другарства, дека Калинка ќе им докаже на децата дека е поубаво да се пее отколку да се плаче. Значи, Калинка е еден бренд кој треба да се почитува. Сето она што е создадено на Калинка е гевгелиско богатство. Токму заради тоа, Калинка ќе биде приказна, што ќе влезе во секој дом каде што трчаат деца, а со тоа ќе го оправда своето постоење низ годините, а и сега возобновувањето на Калинка 2023. И сакам на крајот да го завршам ова свое кратко излагање со една мисла која ми се врти во главата толку години и која е забележана во архивите на Калинка, искажана од еден волен пријател на фестивалот, кој беше присутен неколку години поред и кој беше воодушевен од убавините на Гевгелија, господинот Димитар Карнолски, организатор на повеќе фестивали низ Бугарија. Кога се одржува Калинка, Гевгелија станува главен град на детството. И јас се надевам дека оваа мисла ќе остане во мислите на децата, во мислите на возрастните и сите поддржувачи на Калинка. Гевгелија ќе стане вистински главен град на детството.